Здраво, мои првачиња! Денеска ден четврток, 2 април, ќе одржиме час по македонски јазик, на кој што ќе се запознаеме со една нова печатна буква, а тоа е буквата И. Час по математика, во која што ќе повториме за 2D и 3D формите и ќе ги групираме 3D формите. И час по музичко образование, на кој што ќе обработиме песничка која што се вика Пчелка. Значи, по сите три предмети имаме обработка на нови содржини. Што ќе ти биде потребно за часот по македонски, тетратката без линии по македонски јазик, тетратката по тесни и широки, секако училишниот прибор, а за часот по математика ќе ти биде потребен учебникот број 3, кој што подоцна ќе треба да го отвориш на страна 21. Подготвен си? Стартуваме. Гледај ги сликичките и кажувај што гледаш на нив. Се надевам дека ти се познати сите овие предмети. Ајде да ги повториме. На првата сликичка има игла. На втората индијанец, на третата иглу, на четвртата инка и на петтата сликичка помошникот на Дедо Мраз Ирвас. Што е заедничко за сите овие предмети? Различни се сите, а сепак нешто заедничко ги поврзува. Тоа е што започнуваат сите со буквата И. Игла, индијанец, иглу, а знаеш што е иглу? Некој можеби не знае. Тоа е снежна кукичка за ескимите. Инка и Ирвас. Значи, денеска учиме нова буква, а тоа е буквата И. Еве ја буквата И. И игло, Ирвас, игла. И малата и големата буква И се пишуваат на ист начин. Тие се составени од 3 прави линии. Како правилно се пишува буквата И? Бидејќи пред неколку дена учевме за прави линии и кажавме дека можат да бидат права исправена, права легната и права коса линија, сега ќе си ги повториме и линиите, бидејќи ќе учиме како правилно се пишува буквата И. Рековме од 3 прави линии, но сите се со различни позиции. Еве, првата линија права исправена, па права коса и уште една права исправена. Значи, пишуваме од дозгора надолу права линија, па продолжуваме директно, без да го креваме моливот. Коса нагоре и пак без да го креваме моливот, ја продолжуваме надолу правата исправена линија. Еве, овде ви е дадено, значи со помош на стрелки, како се пишува буквата И. Еве, насекаде буква И. А сега да погодуваме каде е буквата И во зборовите. Тоест, дали ја има буквата И во одредените зборови или ја нема. Гледајте ги сликичките и погодувајте. Што гледаме? Очила? Дали ја има буквата И во зборот очила? Да. И тоа каде? Очила. На средината на зборот, така е. Јагода. Дали ја има буквата И во зборот јагода? Во право си? Не. А во зборот фармерки? Го има? Го слушаш гласот И? Фармерки. Да, и тоа каде? На крајот на
зборот. Малина. Малина. Дали го слушате гласот И во зборот малина? Малина. Така е. И тоа во средината на зборот. Кошула. Дали во зборот кошула го слушате гласот И? Не. Во право сте. Во зборот кошула не се среќава гласот И. А во зборот пиперка? Пиперка. Да, го има гласот И тоа во средината на зборот. А сега ќе ги завршиш своите редовни задачи, како секогаш кога учиме нова буква. Ќе ја моделираш буквата И, ќе ја украсиш по твоја желба, а потоа ќе напишеш зборови што почнуваат на буквата И, како во дадениот пример. Игла, инка, индијанец. Зборови во кој што буквата И е во средината, како што се калинка, пиперка, капина или некој друг збор по твоја желба. И гласот И кога е на крајот на зборот. Фармерки наочари, значи зборот очила може да се кажува и како наочари, и тоа е исто така точно. И секако не заборавај, по една страна од буквата И ќе напишеш голема и мала, големата во широкиот и тесниот ред, а малата само во тесниот ред. И тоа се твоите задачи за часот по македонски јазик. А сега за часот по математика, најнапред ќе ги повториме 2D формите. Знаете дека во училницата имаме постер на кој што има гатанки. И вие добро ги знаете гатанките и сега ќе ги повториме. 4 исти страни имам, 4 исти агли имам. Јас сум и на коцката помал брат. Јасно ви е сега, јас сум квадрат. Така е. 3 агли поврзани меѓу себе. Како едро што се вее. Имам јас препознатлив лик и се викам триаголник. Така е. Триаголник затоа што има 3 агли или 3 ќошиња. Како сонце што го грее целиот свет, како тркало на тротинет, како копче на кецелка со струк. Се сети, нели? Јас сум круг. Браво за тебе! 4 страни, 2 по 2 исти, со линии прави чисти и 4 агли исти. Црташ врата, прозор, куќа, со убав лик. Јас сум деца? Правоаголник. Одлично си ги совладал 2D формите. А сега да видиме колку ти се познати и колку си ги совладал 3D формите. Тркалезна е колубеница, во игрите и спортот миленица. Низ нозете ви се мотка и се вика топка. Така, браво! Составена од 6 квадрати исти, со агли правилни чисти, а секој ќоше нејзино боцка, затоа што таа е боцка коцка. Како шолја за млекце пиење, како стаклена чаша за миење, како очак висок ко облакодер, ме познаваш, јас сум цилиндер. Сред пустина гордо стои и по цел ден посетители брои. Исправена нежна фина и се вика пирамида. А држач за сладолед сум јас и од децата ми нема спас. Сакаат и потопче бонус. Знаете, деца, јас сум конус. На сплескана коцка личам јас и многу деца не мешаат нас. Но јас сум деца како кутија за дар и се викам квадар. Браво за тебе! Си научил да ги препознаваш и именуваш 2D и 3D формите. А сега ќе научиме и да ги опишуваме 3D формите.
Што значи тоа да ги опишуваме? Да видиме која 3D форма од што е составена. Еве 3D формата која што се викаше како? Коцка, така е. Таа е составена само од рамни површини. Зидовите на коцката се квадрати. Доколку ја разглобиме, таа ќе биде ваква. Значи се сеќавате во росиците што кроевме коцки? Знам дека се сеќавате. И таа да видиме од колку квадрати е составена. Ке броиме 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 квадрати или 6 зидови. Во коцката може да ставиме нешто. Затоа таа е 3D форма, бидејќи во неа можеме да ставиме нешто, да сокриеме нешто. Додека во квадратите можеме ли да сокриеме? Не, тие се како плочки што се лепат на зидовите. А ова е прв братучет на коцката. Квадарот. Значи како велеше гатанката? На сплескана коцка личам јас и многу деца не мешаат нас. И точно така е. Значи ова личи како да некој ја наседнал коцката па ја сплескал. Но дали квадарот е составен од квадрати? Квадар, квадрати. Си личат зборовите. Меѓутоа немој тоа да ве лаже дека квадарот е составен од квадрати. Квадарот не е составен од квадрати, туку е составен од правоаголници. Доколку оваа кутија, кога купиме чевлички во ваква кутија стојат или кога ќе добиеме некој дар, некој подарок, дар, тој личи на квадар и ако го разглобиме, вака ќе изгледа. Ги гледате ли сега правоаголниците? Значи овде во коцката беа квадрати, а во квадарот и покрај тоа што си личат квадарот и квадратот како зборови, немој да ги мешате. Значи квадарот е составен од правоаголници. Ајде да изброиме колку. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Значи и квадарот и коцката имаат 6 зидови рамни површини. Меѓутоа на коцката зидови беа што? Квадратите, а на квадарот беа правоаголниците. Така, браво за тебе. Одиме понатаму. Ова беше што? Пирамида. И сега, пирамидите се составени од рамни површини и зидовите на пирамидата се триаголници. Меѓутоа постојат различни пирамиди. Некои пирамиди, кога ќе ги разглобиме, ќе добиеме ваква мрежа. Значи, колку триаголници овде имаме? 1, 2, 3, 4. Затоа што основата на оваа пирамида е триаголник. Меѓутоа, на оваа пирамида основата е квадрат. И сега од секоја страна оди нагоре по еден триаголник. Ајде да изброиме колку зидови ќе има оваа пирамида. Еден зид долу, еден лево, еден десно и еден напред, еден назад. Таа пирамида ќе има 5 зидови, а оваа ќе има еден што е основа, еден што продолжува, што се допира до едниот рап и уште 2 од страната. Еве со различни бои се представени. Значи 1, 2, 3, 4. А ова што беше? Ова не е пирамида, туку е конус. Така е. Конусот малку личи на пирамидата, меѓутоа не е ист со пирамидата. Тие се всушност многу различни. На пирамидата зидовите беа триаголници, а на конусот
е закривена површина, тоа што е нагоре, врвот, а основата долу е круг. И ако го разглобиме конусот, еве што добиваме, ова не е ниту правоаголник, ниту триаголник, ниту ништо, ова е како некое парче пресечено од голем круг. А основата е ова, долу, значи тоа е кругче, круг. И личеше на корнет, ова на држач за сладолед. Значи, пошто се разликуваат пирамидата и конусот? Пирамидата има само рамни површини, а конусот е составен од закривена површина со основа долу одоздола круг. А ова што беше? Топка и цилиндар. Цилиндарот е составен од една закривена површина и два круга или кружни површини. Ако го разглобиме цилиндарот, еве како ќе добиеме. Значи, тој е составен од еден круг и уште еден круг, вкупно два круга. И ова е што? Правоаголник кој што всушност е свиткан и ова ни личи на чаша, на шолјичка, на конзерва, на оджак и смислете сами на што друго. Значи, цилиндарот е составен од една закривена површина и два круга или две кружни површини. Горе една и долу една. И ова е мрежата на цилиндарот. А топката, што мислите? Од што е составена таа? Таа е составена само од една закривена површина и затоа се тркала. Значи, топката има неправилна форма доколку ја пресечеме. Не можеме да ја разглобиме. Ако ја пресечеме, значи таа ќе биде неправилна површина. Ајде да видиме сега како ќе ги селектираме или како ќе ги подредиме 3D формите. Само со рамни површини и 3D форми со закривени и кружни површини. Еве, коцката. Таа рековме дека се припаѓа во полето кое што, нели, означува само рамни површини. Понатаму квадарот исто така е составен само од рамни површини. Топката закривени или кружни површини. Цилиндарот исто така. Пирамидата само од рамни и конусот е од закривени и кружни површини. Ако забележувате, овие што се во првиот прозорец имаат сите рабови, а овие можеме да ги тркаламе затоа што немаат рабови. Ајде замислете сега една коцка, еве ваква коцка, дали можеме да ја тркаламе по површината долу по земјата? Зошто, например, тркалата на велосипедот или на автомобилот не се коцкести? Затоа што тие имаат рабови. А овие, топката, цилиндарот, конусот, доколку ги стркаламе по површината долу, ќе одат колку сила сме. Дале толку време ќе се движат, значи ќе се тркалаат, затоа што имаат закривени или кружни површини. И сега е време да ја завршиш твојата задача во учебникот по математика. Откако тоа ќе го завршиш, ќе се подготвиш, ќе се релаксираш малку на часот по музичко образование. И сега, погледни ги буквите. Црно-жолто, црно-жолто, црно-жолто. Ни личи на пчеличка. Така е. Денеска учиме една песничка која што се вика Пчелка. И сега јас ќе ви ја пуштам да ја слушате. Вие подоцна можете да ја преслушате уште неколку пати на видеото. И да се обидете да ја запомтите, значи и слуховно да ја научите и текстуално текстот да го научите да го пеете. А за најупорните, може ако сакаат и да ја илустрираат
Знаете како правиме на часовите? Со затворени очи си ја замислуваме содржината на песната. А сега слушајте. 11-та песна. Пчелка. Страна 37. Пчелко мила, леко крила, драга си ми знай. Брам, 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 драга си ми знай. Брам, 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 драга си ми знай. Секој ден ти шириш крила, збираш цветен прах. Брам, 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 правиш сладок мед. Брам, 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 правиш сладок мед. Ајде уште еднаш. Единаесетта песна. Пчелка. Страна 37. Пчелко мила, леко крила, драга си ми знай. Брам, 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 драга си ми знай. Брам, 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 драга си ми знай. Секој ден ти шириш крила, збираш цветен прах. Брам, 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 правиш сладок мед. Брам, 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 правиш сладок мед. Така, драги ме ученици, ова беше се за денеска. Се надевам дека во текот на денот ќе ги завршите вашите обврски и ќе ми ги пратите вашите домашни задачи.